Но што значи това acceptance, прифаќање? Например, в нашиот балкански контекст, като држави на Балканите, доколкото тука сме били често поделени од конфликтуващи аспирации, историја и политика, как ова, което е на индивидуално ниво, на приватното ниво на една личност и нејзиното однесување кон светот, ние можеме тука да го прифатиме и да го користиме како, да кажеме, алатка, како инструмент. Има ли место за тоа? И дали може да се случи? Па мислам дека е многу важно да се создаде место за тоа. Значи, ја не можам да бидам американец. Не ни сакам да бидам, но и кога би сакала, не би можела. Јас сум жена од Балканот. Јас имам пораснато на ова место. Значи, јас сум таа која сум поради сето ова што ме обкружува. И тоа е тоа е мојата, тоа што ме прави јака и што ме прави единствена. Долго време ние на Балканот, дури и во Источна Европа, се обидувавме да бидеме или да имитираме некако, или да бидеме нешто што не сме затоа што. Тоа е само одраз на некоја несигурност и може би несвесност за тоа што си и што имаш да му понудиш на светот. Еднаш кога ќе се помириш со тоа кој си, кога ќе се прифатиш, ќе почнеш да сваќаш колку имаш да дадеш. И колку е единствено и важно тоа што имаш да му го понудиш, како на уметноста, на филмската индустрија и понатамо. И мислам, таа само доверба е многу важна и еднаш кога тоа ќе стане дел од нашата практис и станува се повеќе и повеќе сме свесни за тоа што го поседуваме, се повеќе и повеќе сме свесни колку е важно да делиме, дека ништо не е мое, како ни овој филм не е мој. Овој филм припаѓа на сите мои креативни колаборатори. Значи, ја имам фантастична екипа на креативни мозоци кои допринесуваат на сите можни начини да овој филм биде направен и искреиран. И еднаш кога ќе го сватиш тоа, некако се е многу по-убаво, не? И да. Хубаво го казахте, човек не може да бяга од својата идентичност. Ние сме това, което сме. Носиме наследството на многу генерации преди нас и на специфичната историја на нашия регион. В този смисъл, как да мислим или как вие мислите за Майка Тереза през темата за идентичностите? Майка Тереза е родена в Скопје. Мисля исто и вие така. Дори ако един филм ваше, јас сум од Тито Велес, ама вие сте и двете скопјанки. Но тя има и потекло и од Косово, па е албанка, па е католичка, па е накрая монахиня в една светска организација, светска в смисълот на глобална. Какви са нейните идентичности? Македонска, албанска, балканска, християнска, католичка, универсална, глобална. Как вие гледате на идентичността на Майка Тереза и дали идентичността на Майка Тереза може да бъде, може би, ключ да приемаме нашите идентичности на Балканите и как вашият поглед върху идентитетот на Майка Тереза повлия на начина, по който правихте с екипата филмът? Видете, јас кога работевме на незиниот карактер, на незината персона, јас во неа се припознав себе си. Ја припознав мојата баба од Цетиње, од Црна Гора, мојата мајка, мојата прабаба од Кратово и од Куманово. И некако, што знам, ми ги отвори, што подлабоко влегував, повеќе ми се отворија перспективите на тоа колку сме
слични. Сите потегнуваме од ова тло и сите сме мешани. И добро, можеби сме поделени според некаква религиозна припадност, но всушност не. Значи, за мене балканска жена е балканска жена. И тоа е мојот идентитет. И тоа ми дава огромна сила и огромна слобода. Што беше прашањето? Беше как това ваше разбиране за идентитетот на мајка Тереза повлија на начинот по кој создадохте филма, кој направихте филма с екипата? Па мислам дека идентитетот не влијаеше толку врз работата и креацијата на филмот. Може би да, подсвесно. Пред се таа нејзина слобода. Значи, ова е прв филм каде што јас си реков при креирање на овој филм, сега имам 50 години, си ја давам слободата на еден 18 годишен Ксавиер Долан. Не знам дали го знаете, Ксавиер Долан, канадскиот режисер, кој на 18 години е слободен и прави што сака. Мене ми требаше подолго време, ми беше потребно да имам 50 години да си ја дадам таа слобода и да направам онаков филм каков што секогаш сум сакала да направам. Запознавањето на карактерот на мајка Тереза ми ја даде таа сила или тоа право да си го дадам тоа право да бидам и таа слобода, да бидам потполно целесно која сум и што сум. Тој атитюд, значи тој начин, таа филозофија некако беше пренесена кон целата екипа. Значи имавме мултинационална екипа и отприлика идејата беше, знаете што? Филмот е уметност, ние сме креатори, ние сме уметници, а сега си играме како деца. Значи, ја имаме слободата да сонуваме и да се движиме низ овој филм со слободата и имагинацијата на едно дете. Јас така се понашав. На почеток, бидејќи дел од филмот беше снимен во Белгија, сите интериори, белгиската екипа беше малце зачудена, као што се случува, што е ова, но еднаш кога ја прифатија идејата и енергијата која таа идеја со себе ја носи, снимањето беше вистинска песна и ние бевме на вистина деца кои газевме низ просторите и низ сцените со самите глумци, импровизиравме, одевме од екстрем во екстрем, пробувавме невозможни работи, затоа што си го дадовме себе правото да одиме подалеку од било која првична идеја имавме. Да, значи, навистина, на некој начин, снимањето на овој филм беше као некој модерен танц на Димчев, како се вика вашиот фантастичен... Иво Димчев, да, Иво Димчев. Значи, каде што се е возможно и ти идеш и пропозициите се, знаеш, во секој момент нешто ново доаѓа на тацна и зошто да не. Се разбира, секоја идеја не е добра, но имавме огромна слобода и тоа искуство е, значи, после правење на овој филм, еднаш кога ќе го доживееш тоа што го доживеавме, не идеш назад, само идеш напред. Кон некои нови врвови, некои нови победи, некои нови идеи, некои по-драстични идеи во однос на тоа како ја разбираш филмската форма и емоцијата и што сакаш да му пружиш, кое искуство сакаш да му ја пружиш, да му го пружиш на самиот гледач.